Не, кога те подберам со метала, имаш ли ти срам, Арамијан? Што човек ке си? Кому ти е Арамијан и домаќинке една, од мене нема почесен човек. Праша жена ми, таа најдобро знае. Кажи Трајанице, си не вистина спорва. Вчера она стојанка изеде јајца око кошарникот и не ми и прати. Митре, криво седи паптоваво збори. Тие беа подавок, а те заедно. Ова го слушна гласникот на царот и веднаш се упати кон царската тврдина да го извести царот за настаните. Честити царе, со голема жал имам да ви сообщам лоши вести. За вашето царство не ми рикавга царова, мирот веќе никој не го дарува. Праведно да пресудиш, кој избисува, кој лаже и кој ами вистина кажува. Честити царе, вака не ја бива, мора некој чарен да најдеш. Татко, довикнеме советникот, повеќе глави подобро размислуваат. За така ќе најдеме чаре за бунтот, за неслогата ќе се ламите. Ти, царица убавица, што мислиш? Мило мој, толку години владаш, да никој пат немала немоќ. Ане, татко, да видиме што ќе каже советникот. Се мислам, поучиме дали да ставам нов закон или построги казни, така да го научиме народецот мој да се почитува меѓу себе. Ами сега е најесно со казни, треба сварно да ги поучиме, да се мислам да и дадеме повеќе земја на работа, така ќе имат помалку време за уидруми и караници. Арно велиш, така нека биде. Гледаш, царе, за се има решение, да за џабе ми се навигаш. Со карање ништо не бива, само со почит и слуга царство се гради. Дојдете луѓе, соберите се, доаѓа гласникот. Чујте и почујте, царот има известување за сите. Секој од вас ќе добие троново парче земја, за да нема немаштија и да имате појќе пари. Така царот си го спаси
царството со мудрост им даде земја на сите, а тие вредно и сложно работеа. И нема време за расправи. Секогаш беа сложни и царството беше силно како никогаш досега.